Добар ден. Сајмот за конзумерска електроника само што заврши, но уште долго ќе се слуша ехото на новитетите покажани таму. Еден од фокусите на иднината се возилата со автономно возење, кое наскоро ќе стане дел од секојдневието, а веќе е одржана првата трка со далечинско управувани болиди. Додека лани бројките на продадени возила на големосериските производители се намалија поради потешкотиите со набавката на материјали, за луксузот нема зимо и се бележат рекордни резултати. По 14 дена итање низ пустињи заврши најтешкото автомобилско надпреварување – Релито Дакар. Токму со него го отвараме денешното издание на Автомагазин. После 14 дена и 8400 пустински километри заврши најтешкото надпреварување на денешницата – Релито Дакар, кое повторно се возеше во Саудиска Арабија. На него својата надмок ја докажа катарскиот возач Насер Ал Атија со Тојота, кој водејќи од самиот почеток победата ја круниса со скоро 28 минутна предност пред 9-кратниот светски рели шампион Себастијан Леб. Ова му е четврти триумф на Ал Атија, кој претходно Дакар го има освоено уште и со Volkswagen и Mini. Далеку повозбудливо беше меѓу моторциклистите, каде по втор пат славеше британецот Сем Сандерленд со газ-газ. Возејќи со променлив успех, тој на средината на релито го загуби водството и падна на четвртата позиција, за потоа напорно да стигне до подиумот за само 3,5 минути пред второпласираниот чилеанецот Пабло Квинтаниља. Меѓу камионите немаше никакво изненадување, ланскиот победник русино Димитри Сотников со КАМАЗ цело време ја контролираше ситуацијата. Во баги класата најбрз беше чилеанецот Франсиско Лопес Контардо, меѓу четирициклите французинот Александар Жиру, а во групата рекреацијски офроуд возила американецот Остин Џонс. Во очекување на конечната дефиниција како ќе се развива идната гама на Fiat, италијанскиот производител продолжува со суптилно освежување на гамата колку да се задржи чекор со времето. Така, најнов нивниот Dute е караванската верзија на типо Крос, кој од останатите модели од семејството се одвојува со малку погрубиот теренски изглед. Покрај дополнителните заштитни елементи на каросеријата и поробусните браници, овој модел има и модификувано ослонување и за 4 см поголем клиренс. Визуелно е разубавен со сребрените детали, носачите на покривот и поголемите тркала, а збогатена му е и опременоста. Вистинското изненадување е во моторната понуда, која се состои од 1,3 и 1,6 литарските дизели со 95 и 130 коњски сили, додека честа на бензинците ја брани само 1 литарскиот турбаш со 100 коњи. Информациите за цените изостанаа.
Дукати годинава ја започна со двојно славје. Според извештаите за продажбата, минатијата 2021 година беше рекордна во 95 годишната историја на италијанската компанија со испорачани точно 59.447 моторцикли. Колку се големи овие бројки кажуваат порастите на продажбата од 24% во однос на 2020-та и 12% во споредба со 2019-та. Водечки пазар за марката е Америка, каде се продадоа околу 9000 моторцикли, за 300 повеќе од Италија. Зад нив е Германија, а силен пробив направи и Кина. За возбудата да биде поголема се погрижи и најпопуларниот нивни модел Multistrada V4, која освои титулата моторцикл на 2021 година во Европа. Неа му ја додели жири составено од представници на 10 најугледни мотопубликации, според кои новиот Дукати беше поуспешен од Harley Davidson Pan America и Yamaha Tracer 9. Салонот во Детройт сега се одржува на есен, но традицијата да се прогласат победниците во изборот за автомобилот на годината во Северна Америка се задржа во неговиот претходен термин во јануари. Жирито, составено од 50 автомобилски новинари, годинава најмногу беше импресионирана од новата генерација на Honda Civic, која лесно ја однесе победата над електричниот Lucid Air и покрај тоа што јапонците го нудат својот адут само со бензински мотори. Американците беа попрогресивни при изборот на пикап на годината, каде победи Ford Maverick, кој се произведува и во хибридна варијанта. Кај теренците пак немаше никаква двојба и титулата во оваа категорија ја однесе Ford Bronco. Во годинешниот избор за овие три титули беа номинирани 36 нови модели, кои во две фази на елиминација беа сведени на 9 финалисти, по 3 во секоја категорија. Интересно е што лански победници беа Hyundai Elantra, Ford F-150 и електричниот Mustang Mach-E. Дека се подготвува и електрична варијанта на новиот 308 од Peugeot, соопштија уште при првото негово представување, но досега немаше никакви детали за него. Се знаеше само дека ќе пристигне во 2023 година, а сега се знае и точно кога. Според најавите од француската марка, неговото производство ќе започне во јули идната година, а на пазарот ќе се појави некој месец после тоа. За него се развиени погонската група од 156 коњски сили и нов пакет 400 волтни батерии со капацитет од 50 киловат-часа кои ќе му обезбедат автономија од околу 400 километри. Сместени се во подот и воопшто не го нарушуваат товарниот простор како на хеджбекот, така и на караванот, кој исто така ќе се нуди во електрична верзија. Ќе може да се полнат со струја од 100 киловати, што според инженерите значи дека за една минута полнење ќе се обезбеди поминување на 11 километри. Според очекувањата се предвидува околу 20% од купувачите да се определат за оваа изведба на Peugeot 308, после кои ќе се појават и сестринските Opel Astra и DS4. Други модели кои ќе ја користат неговата механика за сега не се споменуваат, но сосема известно дека ќе ги има од разни марки на групата Stellantis. Можеби случајно, а можеби и не, во јавноста скоро истовремено проструија вести за судбината на лимузините и караваните на Мерцедес и Волво. Дека нивното пазарно учество се повеќе се тенчи ни е познато ни за години, но сепак изненадување е размислувањето на германците од својата понуда целосно да ги исфрлат караваните.
Планот наводно е до 2030 година тие да бидат испратени во историја и место нив да бидат понудени нови кросовери повеќе наменети за семејна употреба. Поинаку кажано, сегашните all-terrain варијанти на C и E класата би добиле повеќе теренски атрибути и би се издвоиле како засебни модели, додека CLA Shooting Brake нема да биде заменет со ништо. За разлика од нив, од Volvo пристигнуваат сосема спротивни вести. Швеѓаните официјално потврдија дека и понатаму ќе останат посветени на лимузините и караваните. Сепак и нивните модели ќе доживеат трансформација со цел да бидат попрактични и поатрактивни за купувачите со поаеродинамична форма и повеќе налик на купе изведби. Metropolis, broj 1 radio mreža. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Нов автомобил го сакам, но овој пат има правила. Нема храна во автомобилот. Само смеј крени нозе и ќе те ги отсечам. Нема гласна музика. Нема ни миленици. Нема шанси. Океј, може би од следната недела. Новиот Opel Crossland. Убавината и храброста одат заедно. This is Opel. Старата изрека вели дека парите на пари се лепат. Во тоа има многу вистина, а потврдена е со најновите извештаи од продажбата на луксузните возила, чии производители пријавуваат рекордни остварувања од историски димензии. Автономното возење секојдневно и со голема брзина се развива, а веќе се надпреваруваат еминентни светски технички универзитети во првата трка со далечински управувани болиди. Порше со Taycan Cross Turismo направи подвиг, совладувајќи 4843 метри надморска височина. Автомобилската индустрија долго ќе ја памети 2021-та, во која се проценува дека се загубени $210 милиарди во продажба заради намаленото производство. Но не е за сите толку црно. Rolls-Royce, на пример, ги забележа најдобрите резултати во својата 117 годишна историја.
Пофалувајќи се со испорачаните 5586 автомобили, од компанијата известија дека за пораст од 49% во однос на 2020-та најмногу е заслужен новиот Ghost. Задоволни се и со одличната побарувачка за Калинан и Фантом, за кои уште сега се обезбедени нарачки до третиот квартал оваа година. Со слични зборови за своите резултати извести и Бентли, кој лани продаде исто така рекордни 14.659 автомобили, што е за одлични 31% повеќе од 2020 година. Представниците на марката посебно се задоволни од Бен Тајга, на кој отпаѓа дури 40% од продажбата. Најдобра година во историјата имаше и Ламборгини, кој забележа продажба од 8405 возила, зголемувајќи го своето салдо за 13% во однос на полани. Бестселер секако е Урус, кој инкасираше повеќе од 5000 примероци. 2021-та исто така рекордна во историјата беше и за Бугати и Порше, а со бројки за одлична продажба се пофали и Лотус. Генерално за ланската година може да се каже дека колку некој производител е поексклузивен и поскап, толку резултатите му се подобри. Голем број технички иновации прикажани на CES Лас Вегас прават вестите од сајмот за потрошувачка електроника како ехо да се среќаваат и после неговото завршување. Една меѓу многуте такви е и одржувањето на првата 1 на 1 трка на автономни болиди, на која настапија 9 тима од 8 земји кои представуваат 19 универзитети. Победник беше заедничкиот тим на Политехничката школа од Милано и Универзитетот од Алабама, кои ја однесоа главната награда од $150,000. Втори беа германските студенти од Техничкиот универзитет од Минхен, кои си отидоа дома побогати за $50,000. Сите тимови настапија со прилагодени Далара AV21 болиди опремени со по 3 Luminar Hydra лидерски сензори, кои обезбедуваат долгометно нагледување на околината во опсек од 360 степени потребно за безбедно автономно возење со високи брзини. Колкави покажува рекордот забележан од победничкиот болид кој постигна максимални 278 км на час. За впечатокот да биде комплетен се погрижи роботот на Boston Dynamics, кој мафташе со карираното знаме. Пионерските чекори на ваквите надпреварувања беа направени пред 2 години, кога 40 на универзитетски тимови од 14 американски сојузни држави и 11 од странство се договорија на овој начин да го демонстрираат напредокот на автономните технологии, овозможувајќи истовремено и нивно тестирање во екстремни, но сепак реални услови. Човекот постојано наоѓа нови начини да ја предизвика машината, но овој пат Порше го стори тоа на сосема невообичаен начин. Затоа и со право ја освои Гинисовата титула за возење со најголема промена на надморската височина, изведено со електричен автомобил. Приказната започнува од еден рудник за бакар и никел во Америка, единствен во кој може да се влезе со автомобил по патеката што ја користат специјализираните машини за ископ. Звучи лудо, но навистина после обсежните подготовки, главниот протагонист, Тајкан Крос Туризмо, кој има зголемен клиренс и погон на сите тркала, се спушти на најниското ниво до кое може да се стигне, на длабочина од 541 метар под нивото на морето. Следеше најнапорниот дел, но само за луѓето. Патувањето до една од највисоките точки во Америка, познатиот Пайкс Пик, оддалечен 2274 километри. За тоа беа ангажирани 3 тима возачи кои се менуваа заедно со временските прилики, сонце, дожд и на крај снег на самото подножје на славната планина.
Искачувањето до низиниот врв, висок 4302 метри, беше доверен на професионалецот Даи Јошихара, кому представникот на Гинисовата книга му ја предаде плакетата со која се потврдува поминатата висинска разлика од 4843 метри надморска височина. Иако не се работи за рекорд, сепак вистински подвиг е што за сето ова беа потребни само 33 часа и 48 минути. Француските возила имаат посебен имидж, па следните два прилога ни доаѓаат од таму. Двојниот шеврон го представи редизајнот на кросоверот C5 Aircross со поголеми зафати од оние типични за редовно освежување. Додека сме во Париз, ке скокнеме и до комшискиот Рено, од каде во историјата влезе моделот 16 кој имаше што да каже цели 15 години на пазарот. После 4 години и 260.000 произведени возила, Citroen го почасти C5 Aircross со промени кои го надминуваат вообичаениот фейслифтинг. Кросоверот доби нов преден дел на кој за облените површини им го остапија местото на острите и појасните линии. Најновиот дизајнерски израз на марката вклучува изменето лого кое е визуелно споено со LED светла со кои се истакнува широчината на возилото. Со ваквата преобразба C5 Aircross доби помодерно лице и препознатлив изглед кој го истакнува неговиот технокарактер. Освежениот стил кој на задниот дел се согледува преку карактеристичните 3D светла, а дополнет со многу детали во внатрешноста кои вклучуваат и нови можности за персонализација. Непроменет останува фокусот на удобноста, сега засилена со новата генерација на Advanced Comfort седиштата со јадро од пена со висока густина и дополнителен слој со дебелина од 15 мм кои покрај греење имаат и функција за масажа. Напредните технички системи и асистенти кои ги има вкупно 20 го поместуваат C5 Aircross кон повисоките ценовни подрачја на класата на која припаѓа, што е дополнето и со поелегантниот избор на бои и дезени за внатрешноста. Погонските системи во цело се задржани и како и досега тој ќе се испорачува со 1,2 литерски бензински мотор со 130 коњи со еднакво моќниот 1,5 литерски дизел и во плагин хибридна изведба со вкупно 225 коњски сили. Почетокот на продажбата ќе биде при крајот на првото полугодие, а цените остануваат непознати. Во време кога светот на автомобилите се менува, треба да се подсетиме на оние кои еднаш веќе го направија тоа. Меѓу нив дефинитивно е Рено 16, кој како пионер на комби лимузините со 5 врати беше представен на почетокот на 1965 година. Терминот хеджбек тогаш не беше познат, исто како и неговата каросериска форма која веднаш предизвика сензација и му ја донесе титулата автомобил на годината во Европа. Иако строго технички гледано не беше прв автомобил кој место класичен поклопец на багажникот имаше задна врата, тој беше трендсетер во автомобилската индустрија чиј конструктивен концепт заради функционалноста денесе закон во повеќе пазарни сегменти. Дизајнерски одлично сработен, закосениот заден дел и маската налик на клунна птица му донесо елеганција со која се искачи доста високо во желбите на купувачите. Поседуваше и неколку иновативни технички решенија. Моторот од лесна лигура беше сместен надолжно, а манувачот беше пред него што обезбедуваше солидна стабилност во возењето. Беше првиот автомобил со алтернатор наместо динамо и имаше и различно меѓуоскено растојание од левата и десната страна.
Имено за да се обезбеди поголемата удобност, задното ослонување беше изведено со торзиони летви кои се протегаа по целата широчина на возилото, поставени една за друга, заради што десното тркало беше понапред од левото. Имаше диск со пирачки на предните тркала, а со соборување на задните седишта се добиваше простор во багажот од 1200 литри. На почетокот се нудеше со 1,5 литарски мотор со слаби 55 коњски сили, но постојаното освежување и дополнување на гамата придонесе да издржи на пазарот се до 1979 година, 3 години по појавувањето на неговиот наследник, моделот Рено 20. Заради сето ова се смета за еден од најуспешните француски автомобили и од него беа произведени 1.850.000 примероци. Американските традиционални марки помалку го губат здивот. General Motors веќе не е број еден во продажбата во Соединетите Американски држави. Chrysler со големо задоцнување влегува во електрификацијата со која не се прослави ниту Chevrolet, кој го најавува својот електричен пикап Silverado. Chevrolet не можеше повеќе да ги издржи провокациите на Ford и го подготви електричниот Silverado. И покрај истото име, овој пикап нема ништо заедничко со верзиите со бензински и дизел мотори, бидејќи е настанат од нула. Поставена на новоразвиената Ultium модуларна платформа која дебитираше кај големиот Hammer и исклучиво е наменета за електричниот погон. Таа им даде слобода на дизајнерите поефикасно да го распределат просторот и нетипично за американските пикапи. Silverado Electric Vehicle има пократок нос кој служи како класичен багажник. Ке се нуди со две кабини во конфигурации за работа и слободно време. Првата со 510, а втората со 664 коњски сили. Во обата случаи ќе има по еден електромотор на секоја оска и постојан погон на сите 4 тркала, а пакетот батерии ќе овозможува поминување на 640 км со едно полнење. Се споменува и посебна верзија наменета за тешки товари, која место стандардните 3,6 ќе биде способна да влече приколка тешка до 9 тони. Предвидени се бројни електронски пакети, меѓу кои и автопилотот, додека практичната употреба ќе ја зголемат прилагодливото воздушно ослонување и свртливите задни тркала. Од голема помош ќе биде и преклопливиот заден ѕид на кабината за превоз на долги предмети, додека низ целото возило се распределени вкупно 10 конектори за напојување на дворешни уреди или пак друго електрично возило. Одредена и цената која ќе стартува од $40,000. Chevrolet не пропушти да се пофали и дека првата серија која ќе биде лансирана на средината на идната година по цена од $105,000 беше распродадена за само 12 минути. Сепак не кажа за колку примероци се работи. Со огромно доцнење, Chrysler конечно започнува со електрификацијата која целосно ќе ја опфати марката до 2028-та. Но купувачите не треба прерано да се радуваат, бидејќи првиот електричен модел ќе биде лансиран само 3 години пред тоа. За да не изгубат надеж, американската дивизија на Stellantis уште сега покажа како тој ќе изгледа. Наречен е Airflow, според прочуениот модел од 30-тите години на минатиот век, кој беше толку напреден што не издржа долго време на пазарот. Ваква судбина сигурно нема да го снајде современиот негов истоименик, со кој треба да се дефинира иднината на марката, чија понуда сега има само 3 модела. За разлика од нив, Airflow е репрезент на повеќе од воочлив напредок, иако всушност ништо не го разликува од конкуренцијата која веќе на големо ги продава
продава своите електрични адути. Спротивно на трендовите кои бараат провокативен дизајн, изгледот некако му е блед, до толку што се јавува сомнеш дали навистина со ваков автомобил Chrysler сака да ги започне помодерните времиња. Но затоа механиката му е напредна и сигурно ќе ја сретнеме и кај други модели од династијата на Stellantis. Базирана е на два електромотора од по 200 конски сили кои обезбедуваат погон на сите тркала. Капацитетот на батериите кои работат на 800 волти не е објавен, туку само е кажано дека ќе обезбедат автономија помеѓу 560 и 640 километри. Солидно изгледа и интериерот во кој комотно може да се сместат 4 патници, бидејќи задните седишта се поделени. Се забележуваат голем број екрани, а кросоверот може да се пофали и со автономни можности од трето ниво. General Motors го загуби првото место според продажбата на возилата во Соединетите Американски држави, но не сака да ја загуби предводничката позиција во новите технологии. Колку далеку размислуваат, покажаа со најновиот концепт на Cadillac, кој е замислен за еден свет без сообраќајни несреќи и загадувања. Наречен е Inner Space и во основа е беспилотно возило со иновативен интериер во кој компанијата сака да го долови сопственото гледање на превозот во луксузен амбиент во престојната ера на автономното возење. Никакви технички спецификации за погонски склоп не се објавени, што е разбирливо бидејќи намената на овој концепт е да се покажат идеите за иднината. И тоа главно во интериерот. Во издолжената и ниска купе каросерија е предвиден простор за двајца патници. До него се доаѓа преку вратите кои широко се отвораат, а влезот е олеснет со покривот кој се подигнува и седиштата оформени како кауч кои се раздвојуваат. Футуристички обликуваното ветробранско стакло до половина е покриено со огромен заоблен дисплеј, а погледот низ кабината ќе покаже дека не постојат никакви команди за управување. За комплетно уживање на патниците се наменети сет перничиња и кебиња, а расколпливите панели овозможуваат нозете да се испружат. Сето ова е дополнето со посебни пневматици кои создаваат доста ниско ниво на бучава. Што од сето ова ќе стане реалност, а што ќе остане плод на фантазијата на американските инженери, никој не може да каже. Автомобилската арена секогаш има интересен репертоар. За дневни новости посетете го нашиот сајт www.automagazin.com.mk. Идната седмица ќе биде затишје пред новиот бран најавени автомобилски премиери. До следната средба за 7 дена бидете во добро расположение и чувајте се.